Ова е сторија за еден пат. Пат до финалето на X Factor. Патот на Даниел Кајмаковски се започна во август 2013-та. Јас се викам Даниел Кајмаковски, роден сум во Струга. Имам 29 години, живеам веќе 23 години во Австрија, Виена и специјално во Белград на X Factor за аудиција. Ја пеев една строфа и рефрен и жената ме прекина и вика доволно е, фала многу. Јас се уплашив одма и викав, стварно доволно или... И таа само ми одговори, не дечко. Одма се види дали некој нешто знае или не. И после мене никој не ми се јави. Така се помирив со тоа, но им пуштив уште една порака. Тоа е мојот број, само да ми кажете дали поминав или не, пошто не добив јас никаква информација. Тие ми вратија, честитам, прошли сте, видимо се на аудиција. Порталите пишуваа, познатите коментираа, вестите беа приполни со наслови. А момчето кое синоќа предизвика бура позитивни емоции, Даниел Кајмаковски, е приказ на број 1 низ целиот Балкан. Не можам се уште многу да реализирам што тоа значи, но со секој сат што минува сваќам дека истовремено е голема одговорност, за која сум дефинитивно спремен да се борам да ја оправдам. Значи, среќен сум што има стварно толку добри реакции од познати луѓе. Сакам, значи не сакам никого да разочарам и ќе дам све од себе, значи ќе се потрудам стварно, па ќе видиме што ќе се деси. После првата аудиција и феноменалната изведба на ред, Даниел се соочи со првата пречка. Ќе продолжи ли понатаму после регрупниот камп? Били сте лоши него на аудицији? Углавном сви. Со стабилни чекори продолжи кон куќата на својот ментор, Желјко Јоксимовиќ. Моментално, значи, ставив све на една карта. Ја оставив мојата работа во Виена, мојот живот што сум го живеел до сега, да се посветам кон музиката. Многу би ми значило ако влезам во финале и се разбира дека ќе искористам максимално сите шанси што ми се нудат. Најважното ми е да осети народот дека музиката е се што имам, се што ми остана и дека тоа е местото мое каде што сум дома. Здраво свима. Момче Македонче. Добро вече. Како си? Одлично. Од ја многу талентован македонац кој живи у Бечу. Du bist eine makedonische oder deutsche Michael Bolton? Јас сум чисто македонче. Кајмаковски, друже. Да. Ајмо, слушамо те. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on a radio, but it don't sound the same. When the friends talk about you, all it does is just tear me down. And my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like flowers.
chance and take you to everybody, 'cause all you wanted to do was stay. It's now my baby's dancing, but she's dancing with another man. And my pride, my ego, my needs, and my selfish ways caused a good, strong woman like you to walk out of my life. Now I'll never get a clean up to me. Продавме у финале, не ми се верува. Every time I close my eyes, it all just sounds like too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand, give you all my hours when I had the chance, and take you to everybody, 'cause all you wanted to do was stay. It's no more baby's dancing, but she's dancing with another man. Влезот во финале го донесе и неговиот прв настап, One од U2. Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easy on you now? Well, you got someone to blame. You say one love, one life, it's one need tonight. One love, get to share it, leaves you, darling, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the best out into the light. We won, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Wow, love. Со секој настап, Даниел добиваше се поголема публика и се подобри коментари. Знам за се, ти не си крива, Македонците беа воодушевени од изведбата на Сонце не ме грее. што надолу гледа. Тешко е да љубиш па бегаш, да сакаш а немаш и раце да клеваш. Сонце не ме грее, каде замина ти од очивете ни, врна стари спомени. Сонце не ме грее, сонце каде си ти, саме остави, небо ти ми затвори. Напустила снегови скија и топлина бара, но топлина нема. Тешко е да љубиш па бегаш, да сакаш а немаш и раце да креваш. Сонце не ме грее, каде замина ти од очивете ни, врна стари спомени. Сонце не ме грее, сонце каде
доби и признание. Тој е откритието на годината за оваа година. Несвесен за својата голема популарност, за огромната поддршка која ја има од своите фанови во Македонија, Даниел реши да организира пикник со фановите. Но не очекуваше дека ќе му се случи ова. Никој не очекуваше дека толку луѓе ќе дојдат. Тоа беше гигантично и само ми се потврди колкава е поддршката, поготово тука во Македонија. Морам да кажем дека ова се и X Factor и све до сега што се деси е најголемото и најголемиот успех во све што сум правил и во све што сум пробал во мојот живот со музиката. Никогаш не сум доживеал вакво нешто на ваков начин. Малце се шокирав стварно од огромниот број на луѓе, од реакциите на луѓето. Се надевам дека нема да ги разочарам во финалево и дека и после X Factor ќе останат мои фанови и ќе ме поддржаваат. Да пишам автограми секогаш ќе ми биде малце чудно, но радоста во очите на децата е огромна и ме исполнува со среќа и радост. Така да убаво ми е ако можам некого со автограм да усрекам или со една слика, една преградка. Тоа е све убаво. Треба човек да е благодарен за тоа, да знае да го цени. Јас можеби порано не сум знаел толку да го ценам тоа. Кога се појави во Австрија на исто тако слично талент шоу, исто све беше окей, но тогаш писмата не знаев толку да ги ценам, изгледа, пошто не сум ги прочитал сите и не успев да ги зачувам сите. Кога поминаа 2-3 години после тоа шоу, сватив уствари дека тоа не беше добро, дека сега тоа го нема, а тога не го ценам. И тоа може да се поврзи воопшто со многу работи ние луѓето што ги правиме, бидејќи дури имаме некои ствари, ни се тотално нормални и кога ги немаме сваќаме што сме изгубени. Мојата одговорност према сите тие луѓе кои ме поддржаваат е огромна, се разбира. Мене тоа многу ми значи да не ги разочарам, но морам исто да кажам дека многу пати, ево сега дури бев во Македонија, слушнав од фанови и од многу луѓе дека ме поддржаваат и без разлика дали ќе победам или не, тие ќе останат мои фанови и ќе ме поддржаваат и понатака. Тоа малце ме ослободи од тој притисок. Ми покажа дека стварно чувствуваат вистинска љубов према мене или према тоа што го правам јас. И ми дава посебна сила за ова се. Пошто едноставно ти дава дознаење дека за нас ти веќе си на некој начин победник и тоа што го успеа во X Factor до сега за нас ни значи многу. Јас сепак
Се надевам дека на крај можам уште нешто да им подарам победа, барем да им подарам едно добро финале, добри настапи, добар избор на